Here. Go. Para. Solo. Ти тогава Дай там, ай за Йован, работете. другото. Не бе, да. Ja vidiš, ja znaš, je blago razgledao. Učio kada nego nemam vremena. To je taj. Tu treba to je čudlovno. Ne ide. Slavo. Дами и господа, досегашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска и новата министерка за одбрана Славјанка Петровска. Почесен поздрав. Нате. Стоп.
Okej. Go. Почитувани, добродојдовте на свеченоста по повод предавањето на функцијата министерка за одбрана, на која досегашната министерка Радмила Шекеринска ќе ја предаде функцијата на новата министерка Славјанка Петровска. Следува доделување на плакета на армијата на досегашната министерка Радмила Шекеринска. Плакетата се доделува во име на припадниците на армијата како признание за вложениот труд и остварените резултати за армијата и придонесот на министерката Шекеринска во јакнењето на одбраната на Република Северна Македонија. Плакетата ќе ја врачи началникот на генералштабот, генерал подполковник Васко Гурчиновски. Повелете, господине генерал. Следува обраќањето на досегашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Почитувана министерке, повелете. Почитувана министерке Петровска, драга Славјанка, почитувани присутни, дами и господа, денеска за мене е ден со измешани чувства. Чувство на гордост и среќа, на исполнетост и задоволство од постигнатото, но и чувство на етесетност, дека завршува една етапа во која сите заедно работевме напорно, но работевме со многу мотив, со елан и со огромна желба. Заедно учествувавме во нешто што е поголемо од нас самите и испишавме историја која ќе биде вредна за паметење. Се сеќавам на една слична церемонија пред 4,5 години, пред 55 месеци, во 2017 година, кога реков дека ќе го смениме статус квото во одбраната. Денес одбраната не препознава статус кво. Денес не сметаме дека има проблем кој е нерешлив. Денес системот функционира. Знаевме дека ништо не е лесно, но верувавме дека ништо не е недостижно. Ги превземавме обврските и една по една успевавме да ги решаваме. Денеска успеавме да ја вратиме Република Северна Македонија во процесот на НАТО интеграција. Членка сме на НАТО, еднаква и рамноправна со останатите. Воено интегрирана во рекордно брзо време во 7-децениската историја на Алијансата. Во 2017 реков дека припадниците на армијата кои ја чуваат оваа земја ќе го добијат достоинството и почита која што им припаѓа, со повисок стандард и подобри услови за работа, со јасно покажана грижа од државата. Денес тоа е реалност. Се обврзав на континуирано зголемување на буџетот за одбраната, но и максимална транспарентност пред јавноста која мора да има увид како и каде се трошат парите. И едното и другото го обезбедивме со 100% успех. Покажавме дека имаме капацитет да рушиме бариери и да постигнуваме големи нешта. Денеска, сето она што пред 4,5 години се чинеше невозможно, полека стана реалност. За сето тоа заслужни сте вие и многумина други надвор од оваа зграда, вработени во Министерството за одбрана и припадниците на армијата. Почитувани војници, подофицери, офицери, припадници на армијата на Република Северна Македонија. Вашата искреност, честност, професионалност ме инспирираше и ме мотивираше да бидам јас секој ден подобра. Вашата целосна посветеност кон граѓаните и државата и во најтешките моменти, а за жал такви имаше многу, ми даваше сила да продолжам да се борам и за поголем буџет, и за поголеми бенефиции, но и за подобри услови и опрема. И кога беше најтешко, вашето место во општеството
довербата која граѓаните ја имаат во вас, беше за мене најсилниот аргумент да продолжам да се борам со вас, но и за вас. Почитувани вработени во Министерството за одбрана, сето она што го постигнавме за армијата, го постигнавме заедно. Лидерството за мене никогаш не било прашање на функција, на привилегија, на статус или позиција. Туку исклучиво акција, одлуки, превземање одговорност и личен пример. Ви благодарам што ме поддржавте во тоа. Во вас гледам многу вистински професионалци кои се достојни за уште подобри услови за работа и навистина ми е драго што ги направивме првите чекори за да го добиете тоа што го заслуживте. Ја направивме нашата институција прва по многу нешто. Први во транспарентноста и во самиот европски врв според интегритетот во работењето. И тоа е најважно. Да работиме со интегритет, со силен мотив и без задршка. Оваа институција и претходно имаше силен корен, но ви благодарам што заедно и дадовме крилја. Почитувани присутни дами и господа, почитувани представници на медиумите, ја имав честа да изслужам на нашата татковина во законодавната и во извршната власт. Горда сум што бев дел од историските успеси кои ги постигнавме заедно и здружени. Првиот совет кој што го добив од представници и делегација од НАТО беше единствениот кој досега не го почитував. Ми рекоа, менаџирајте ги вашите и очекувањата на граѓаните. Од секогаш сум верувала дека за да ја направиме нашата нација посилна и подобра, мора да ги надминеме и сопствените очекувања. И тоа го правевме во изминатите 4 години заедно. Не ги менаџиравме очекувањата, туку ги подигнувавме, а потоа заедно ги надминувавме. Убедена сум дека во тоа ќе продолжите. Убедена сум дека резултатите ќе продолжат да следат. И тоа ќе биде и моја лична сатисфакција дека системот кој што го поставувавме продолжил да расте. Од секогаш знаев и дека ни е многу важна слободата и дека заедно се изборивме за неа во неколку наврати. Она што го научив во последните неколку години е дека слободата оди само во тандем. Живее, се брани и се развива заедно со одговорноста. Слобода на собствен избор, но и слобода да делуваме, да поддржиме или да се спротиставиме, да ги победиме своите ставови, своите стравови, но некогаш и собствената себичност. Слободата на вистина бара одговорност. Одговорност да направиме разлика, да придонесеме, да подобриме и да постигнеме повеќе. Продолжете така да ја браните и татковината и слободата, со посветена работа и со видливи резултати. Сигурна сум дека новата министерка тоа ќе го цени, ќе го почитува и ќе го бара постојано. Да живее армијата на Република Северна Македонија, да живее Република Северна Македонија и ви ја посакувам најголемата среќа и уште поголеми успеси. Со среќа. Следува обрекањето на министерката за одбрана Славјанка Петровска. Почитувана министерка, повелете. Почитувани присутни, денес ја превземам функцијата министер за одбрана во едни многу поинакви општествено-политички околности отколку оние што беа во 2017 година. Денес нашата татковина е земја членка на НАТО. И тоа не се случи само по себе. Требаше многу труд, посветеност и политичка пожртвуваност за сето ова да стане реалност. Господја Шекеринска, драга Радмила, во моје име и во име на граѓаните на Република Северна Македонија ви благодарам за вашиот влог и придонес кон остварување на оваа наша стратешка пределба. Им благодарам и на сите оние кои одлучија и по цена да бидат критикувани и осудувани да донесат визионерски одлуки чии придобивки се во интерес на граѓаните. Членството во НАТО
е признание за вашата работа и еден од најважните делови во поновата македонска историја. Но членството во НАТО не е само признание на политичките процеси кои се случуваат, туку и на подготвеноста на нашата армија да ги прифати НАТО стандардите и принципите на действување и постапување на алијансата. Генерал полковник Грижиновски, вам и на припадниците на армијата ви честитам за досегашната посветеност на овој исклучително значаен процес, од кој несомнено сте битен дел. Заедно ќе продолжиме понатаму по тој пат. Свесна за досегашниот влог, целосно почитувајќи ги резултатите од реформите и постигнатиот напредок, пред мене стои сериозен предизвик да го сочувам она што досега е постигнато и истовремено да бидам политички двигател во процесите кои ни предстојат. Тоа е моја обврска кон граѓаните, кон припадниците на армијата, кон принципите на кои се заснова нашето членство во НАТО. Да се биде земја членка на НАТО значи дека мора да се покаже капацитет да се носиме со сите предизвици со кои се соочува и ќе се соочува алијансата. Затоа, процесите кои се започнати ќе продолжат со уште поинтензивна динамика. Еден од најважните приоритети во текот на мојот мандат ќе биде одржувањето на стабилно финансирање на одбраната и достигнување на 2% од бруто домашниот производ за одбранбениот буџет до 2024 година. Нема силна одбрана без модерна армија. И токму затоа ќе продолжат да се имплементираат проектите за опремување и модернизација на армијата. Нема силна одбрана без задоволни и згрижени припадници на армијата. За таа цел ќе продолжам да водам сметка за подобрување на условите за работа и животниот стандард на воениот и цивилниот персонал на армијата. Секако дека ќе продолжи и подобрувањето и обновата на инфраструктурата на воените објекти, како и реновирањето на објекти со имплементација на обновливи извори на енергија и секако ќе продолжи инвестирањето во развојот на армискиот полигон Криволак, кој е вреден домашен, но и НАТО ресурс. Имајќи предвид дека Република Северна Македонија е мала земја со ограничени ресурси и потполно свесна сум за довербата која ужива армијата помеѓу граѓаните, ќе настојувам армијата и понатаму да им помаѓа на граѓаните кога тоа е најпотребно, и во кризни состојби и катастрофи, и како поддршка на цивилните институции. Мој приоритет секако ќе биде донесувањето на законот за службеници во одбраната, со кој ќе се обезбеди фер и достоинствен третман на администрацијата во одбраната, нивниот статус, права и обврски. Заедно со вас ќе го одржиме високото ниво на транспарентност и интегритет во работењето на Министерството, при тоа водејќи сметка за правична застапеност, со што ќе го негуваме мултиетничкиот карактер на нашата земја, а ќе продолжиме и со имплементација на правилни родови политики, грижејќи се и унапредувајќи положбата на жените во армијата и Министерството. Светските текови алармираат дека мора да засилиме и борбата против разните видови на хибридни и кибернетски закани. За таа цел ќе вложуваме многу повеќе во опрема, но и во експерти за сајбер одбрана, а развивајќи го Центарот за справување со лажни вести и дезинформации и односи со јавност, ќе настојуваме поуспешно да се справуваме и со овој тип на хибридните закани. Се разбира дека и понатаму ќе развиваме соработката со земјите со кои споделуваме исти вредности, особено со нашите сојузници. Заедничките активности, обуките и вежбите ќе ги користиме за да ја зголемиме интероперабилноста на армијата, да го надградиме нашето знаење и подготвеност и да го одржиме угледот на кредибилна земја членка која придонесува во реализација на клучните задачи на алијансата. Во таа насока ќе продолжиме и соучеството во меѓународните мировни операции и мисии кои од оваа година ќе се збогатат и со нашиот придонес во НАТО мисијата во Ирак и НАТО мисијата за јакнато и стурено присуство во борбената група предводена од Канада во Латвија. Почитувани, како министарка за одбрана, моите одлуки ќе почиваат на уставот, законите и интересот на државата и граѓаните. Почитувањето на цивилната контрола, но и принципот на хиерархија и субординација во безбедносните структури се клучни принципи кои гарантираат ред. Стекнатиот углед
на институција во која граѓаните имаат највисока доверба мора да се зачува. Токму затоа, почитувани припадници на армијата и министерството, во мене гледате сојузник со кој заедно ќе ги надминуваме сите предизвици. Сите ние заедно, пред се почитувајќи се меѓу себе, сме дел од еден заеднички тим. Тим наречен Република Северна Македонија. Да живее армијата на Република Северна Македонија, да живее Република Северна Македонија. Благодарам. Почитувани, продолжуваме со церемонијата за врачување на знамето на Република Северна Македонија на досегашната министерка Радмила Шекеринска. Во име на Министерството и армијата, командирот на почесната гарда ќе го врачи државното знаме на досегашната министерка Шекеринска како гест на благодарност и признание за нејзиното лидерство и остварени резултати во извршувањето на функцијата. Молете, предадам државното знаме. Почитувани, со ова церемонијалниот дел од примопредавањето на функцијата министер за одбрана завршува. Ве покануваме на влезот во холот на зградата на Министерството за одбрана да ја разгледате ново поставената изложбена поставка за патот на Северна Македонија до НАТО. Ви благодариме за вашето присуство. Потом. И да продолжите за второто, таму се стари уште слики. Таму мислам дека Благодариме. Поздрав на сите, много.